14 ноември е светски ден за борба против диабетот и во целиот свет достојно се обележува. По тој повод, Унија на жени, Општинскиот комитет при Струмица, во соработка со ЈЗУ Општа болница Струмица и Здравен дом Струмица, организира бесплатно мерење на нивото на шеќер во крвта на 2 пункта во 2 населени места во Струмица, и тоа во населеното место Добреици и во населеното место Банско. Исто така пункт денеска ќе има и во затворот во Струмица. Ова акција е со цел да се покрене свеста на населението за се поголемата експанзија на диабетот како болест во светот, односно Интернационалната диабет федерација има со најновите истражувања има утврдено дека 12% од целото население во Македонија има диабет. Секој еден од 10 луѓе во целиот свет има диабет, а истиот не е диагностициран. Оваа акција е со цел да се подигне свеста и да се укаже на населението за можните фактори кои што можат да придонесат за појава на диабетот како болест и превенција од истиот, се со цел диабетот да не премине во фазата во која што понатаму треба да се лечи и да се третира. Денеска имаме одзив на населението, се наоѓаме во населеното место Добреици. Луѓето се заинтересирани да го измерат нивото на шеќер во крвта и доколку се утврди дека кај одредени луѓе има зголемено ниво на шеќер, истите ќе бидат упатени на понатамошно диагностицирање и третирање на истиот. Правата на казнено-поправната установа Затвор Струмица води постојана грижа за здравјето на осудените лица. Меѓутоа денес по еден посебен повод, светскиот ден за борба против диабет, во соработка со Унијата на жени на ВМРО ДПМН при Општинскиот комитет Струмица, на нивно барање ќе се изведе мерење на шеќер во крвта и мерење на крвен притисок. Со цел, како што веќе објасни претседателката, рано диагностицирање и превенција на истите. Во тој контекст, во текот на денот ќе бидат прегледани од страна на медицинска екипа некаде околу 80 осудени лица и доколку кај некој се диагностицира покачено ниво на шеќер во крвта, ќе биде препретен кај террист и ќе се превземат понатамошни действија за заштита на здравјето. Имајќи во предвид дека станува збор за посебна категорија на луѓе и начинот на нивниот живот, од друга страна дека голем број од осудени лица се и зависници, оваа акција позитивно прифатена и од страна на менеджментот и од страна на осудените лица и се надевам дека нема да имаме голем број на луѓе кај кои што ќе се диагностицира покачен шеќер во крвта.